издание. Потребни се мерки да се допрецизира бројот на граѓани што се иселиле од државата, порачуваат експерти по спроведениот попис. САД потрошиле трилиони долари за реконструкција на Авганистан, но дали вредеше? Конгресот отвори истрага. Трансродови лица во новинарството. Гласот на Америка разговараше со уредничка во Reuters. Почнуваме веднаш. Добре дојдовте во Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. И покрај наредбата на председателот Џо Бајден, сите компании со над 100 вработени да воведат задолжителна вакцина или редовно тестирање на вработените. Гувернерот на Тексас, Грег Абот, од вчера забрани таква обврска во неговата сојузна држава. Согласно извршната наредба на гувернерот, сите што ќе бараат задолжителна вакцина или тест ќе се соочат со казна до $1000. Целта се вели во наредбата е да се заштитат граѓаните кои не сакаат да се вакцинираат поради религиозни или здравствени причини или оние што претходно прележале ковид да изгубат работа. Доктор Ентон Фаучи пак во телевизиско интервју вчера повтори дека наредбите за задолжителни вакцини даваат резултати во справување со пандемијата. А што друго ќе гледате во продолжение. Конгресот на САД отвори истрага да утврди зошто повлекувањето на американските војници од Авганистан беше хаотично. Пред законодавците сведочеше владен истражител за овој регион. По улиците на Кабул, Талебан веќе втор месец владее со Авганистан, но се соочува со суша, економска нестабилност, продолжување на насилството. Американските законодавци, задолжени за надгледување на помошта од трилиони долари, добија мрачна слика од главниот инспектор. Американската влада не го разбира афганистанскиот политички и културен контекст, што води до јакнење на корумпираните политичари во земјата. Сопко вели дека последователни администрации, две од демократите, една од републиканците, го оправда ангажманот дека успехот ќе следи, а тоа водеше до дводеценијски напори што резултира со залудно потрошени средства. Непостоечки војници, непостоечки полицајци. Афганистанската влада сочинета од поединци што не постоеле, а ние ги плаќавме. Сведочењето на Сопко доаѓа во време кога американските законодавци спроведуваат истрага за начинот на кој администрацијата на Бајден се справи со повлекувањето од земјата во август. Председателот Бајден и официјални лица од администрацијата продолжуваат да ја промовираат тезата дека имало само две опции за Авганистан. Прва, целосно повлекување од хаотичната и крвава војна, и втора, како задржување десетици илјади војници на терен до бесконечност. Верувам дека тоа не е точно. Најпрво председателот требаше да ги послуша вишите генерали кои го советуваа да остави мала по обем против терористичка единица. Но демократите возвраќаат дека председателот Бајден наследил невозможен проблем од претходникот. Договорот што председателот Трамп и државниот секретар Помпео го подпишаа со талибанците директно придонесе за дестабилизирање кое водеше до френетично повлекување летово. Еден аналитичар вели дека администрацијата на Бајден имала опции. Талибанците не се обидоа да најдат компромис со владата на Ашраф Гани за поделба на власта, што е уште едно кршење на договорот од 29 февруари 2020 година. Спогодба за која беше преговарано за време на мандатот на Трамп. Бајден имаше флексибилност да им каже на талибанците дека не го почитува договорот, па и тој не е обврзан. Можевме да организираме мировни разговори и да дојдеме до некој компромис. Ако тоа се случеше на прифатлив начин, САД ќе можеа да заминат. 7 републикански сенатори представија легислатива во која повикуваат на специјална истрага за тоа како администрацијата на Бајден се справи со повлекувањето од Авганистан. А од вестите во Македонија, поранешниот директор на Државниот завод за статистика Герасимовски вели дека треба да се допрецизира точниот број на иселени граѓани од државата по добиените резултати од пописот. Со ова се согласуваат и дел од експертите. Мики Трајковски. Бројките од неодамна завршениот попис на населението во рамките на кој беа евидентирани вкупно 1.832.696 лица се реални се во доменот на очекувањата, вели поранешниот директор на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски. Причината за тоа лежи во иселувањето од државата, а силно влијание вели има и намалувањето на наталитетот и зголемувањето на морталитетот.
од 80 општини кои што постојат во 8 региони во земјата, во 35 општини покажуваат континуирано негативен природен прирост. Но професорот Башким Селмани вели дека пописот имал одредени слабости. Не е добро што сите граѓани не биле попишани. И еден граѓанин да не биде фатен во уписот, тоа не е добро и не изгледа законски на самите граѓани. За Герасимовски, нереална е пак бројката од 204.805 македонски државјани од диаспората кои се само попишале, бидејќи податоците на меѓународните институции покажувале дека околу 600.000 македонски граѓани живеат ширум светот. Најголем дел од само попишаните, околу 152.000, се од Швајцарија, Германија, Австрија и Италија, додека само 14.165 од САД, Австралија и Канада. Во Соединетите Американски држави на околу 9200, во Австралија ми се чини дека е катастрофално потврлено во однос на само попишувањето, бидејќи се околу 3200. Канада само со околу 1900. Селмани вели покри само попишувањето, електронски државата требала да отвори своји канцеларии во центрите со најмногу иселеници. Така бројот на попишани ќе бил многу поголем. За жал, таа бројка што е од диаспората, само во една држава има толку граѓани од република. Значи тука е основен проблем. Значи има слабости самиот закон како да го опфаќа диаспората. Герасимовски предлага од страна на државните институции да се донесат соодветни мерки за следење на иселувањето, со што ќе се допрецизира точниот број на наши иселеници, а потоа тој регистар само да се надоградува. И следење во нашите дипломатски и конзуларни представништва, во нашите стопански комори и сите организации кои што постојат надвор од земјава, да појако и посилно се организираме да точно ги преброиме нашите државјани кои што се надвор од нашата земја, за да ги знаеме состојбите надвор како се. Според податоците, македонски граѓани живеат во 163 држави во светот. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. А во продолжение, уредничка во Reuters зборува за процесот на транзиција како трансродово лице во новинарството. Слушнете го незиното искуство. I'm Gina Chua. I'm executive editor at Reuters. Јас сум Джина Чуа. Работам како уредничка во Reuters. Кога бев млада, чувствував дека не бев како другите. Не знам колку години имав тогаш, можеби 8, 9 или 10. Не знаев што точно ми се случува. Тоа беше во 1960-тите и 70-тите години. Тогаш немаше интернет за да прочитам и да сватам дека сум трансродово лице. Родена сум во Сингапур. Сите машки лица требаше да одат во војска, па така и јас бев на 2 години. Потоа почнав да работам како компјутерски програмер, па како новинар и така се почна. Добив стипендија за школата за новинарство Колумбија во Њујорк. Дојдов на 1 година, а стипендијата беше платена од Reuters. По 9 месеци станав уредник во азискиот Wall Street Journal, а во 2011 година се вратив во Reuters во Њујорк, каде се уште сум. It is the inability to tell people about yourself. Се чувствувате немотни да им кажете на луѓето за себе си. Имате чувство дека криете нешто, чувство на срам. Обидите за убиства во трансродовата заедница се застрашувачки. Важно е да го отстраните од вашиот живот елементот што ве прави несреќни. Тоа не значи дека веднаш ќе станете среќни, но ќе се ослободите од нешто што ве мачи и што ги окупира вашите мисли. Минатиот месец наполнив 60 години. Искрено, тоа на некој начин ја поттикна мојата одлука. Не сакав да наполнам 65 и да сватам дека животот е прекраток за да бидете тоа што не сте. Благодарам на вниманието. Јас сум Милена Ѓоргиевска, ве поздравувам до утре. Пријатно.